Во време кога потребата од афирмација и зачувување на македонскиот литературен јазик, посебно кај младите, е повеќе од потребна, инспирираат дела на луѓе вистински влюбеници во својот јазик. Таква е приказната со првиот блог за лингвистика на македонски јазик. Станува збор за проект на студентките по лингвистика Нина Тунева и Викторија Блажевска. Целта на јазичарница е да се доближи лингвистиката до пошироката македонска јавност и да поттикне размислување и дискусија на различни теми поврзани со науката за јазикот. Со нив поразговаравме за неколку различни теми, исклучително важни за зачувување на македонскиот литературен јазик и негова афирмација. Ако зборуваме за употребата на стандардниот јазик, тогаш секако може да кажеме дека постои голем простор за подобрување. При стандарден јазик или литературен јазик се разбира мислиме на јазикот што се користи во медиумите, во образованието, во државните институции, администрацијата и така натаму, но токму таму често забележуваме дека свесноста за употребата на стандардниот јазик не е баш на највисоко ниво. Нина вели дека правописни грешки факт е дека може да се забележат секаде, на телевизија, на рекламните паноа, во учебниците што се користат во училиште, па дури и во официјални документи на државните институции. За жал, немарноста што ја забележуваме при употребата на стандардниот јазик во современото македонско општество може да доведе до навистина големи последици пред се за младите генерации, и тоа за нивното образование, но дури и за нивниот однос кон мајчиниот јазик. За правилно пишување или говорење, односно за правилна употреба на јазикот, може да станува збор само во однос на стандардниот јазик. Тука е многу важно да се нагласи дека секој корисник на јазикот за себе треба да умее да разграничи во кои ситуации е навистина неопходно да се потруди и правилно да го користи стандардниот јазик со неговите норми, било да се работи за пишана или устна комуникација, а во кои ситуации е во ред да употреби дијалект или пак разговорен јазик. Например, сега во моментов давам официјална изјава за јавен медиум, така што е навистина неопходно да се потрудам да го користам стандардниот македонски јазик колку што можам подобро и поточно. Но од друга страна, например, во некој поопуштен разговор со семејството или со пријателите, всушност основата на тоа што го зборувам не е стандардниот јазик, туку мојот роден дијалект. Зборообразувањето пак е сосема жив природен процес, па затоа според Нина и Викторија, тој процес не стои во место, но мора да се признае дека во последниве години македонскиот јазик се почесто превзема заемки од другите јазици, а поретко изведува зборови од веќе постоечки изворни корени и наставки. Ова секако не е ниту лошо, ниту добро, туку едноставно така е. Но интересно е да се забележи дека дури во случаите кога преземаме заемки од другите јазици, многу често користиме токму зборообразување за да ги приспособиме тие зборови на нашиот јазик и така доаѓаме до некои многу интересни креативни решенија, како например компјутерџија, така што суфиксот џија си го користиме врз јазичен материјал што е од туѓо потекло. Кога се работи за употребата на зборови од туѓо потекло, креаторите на јазичарница сметаат дека луѓето кај нас се поделени, особено за зборови или изрази кои навлегле во нашиот јазик преку англискиот. И многу интересно бидејќи тука имаме две спротивставени групи, чии мислења многу често се студираат, па така може да се случи и двете овие групи да одат во крајност и кога се дискутира на оваа тема да се јават многу емоции и спротивставени ставови. Па така од една страна ги имаме, например, младите луѓе, за кои многу често употребата на, например, англицизми не само што не е спорна, туку во многу случаи ја заменува потрагата по соодветен збор за истото нешто од изворно македонско потекло. И таквиот збор многу често или веќе постои во јазикот, само треба човек да се сети на него, или пак многу лесно може да се скова од материјалите што ни се веќе на располагање. Познато е дека Конески ваквиот однос го нарекува јазична дембелана, бидејќи станува збор за користење на, односно преземање на готови образци од други јазици без човек да се потруди да најде изворно решение за некој комуникативен проблем.
Од друга страна пак, спротивставениот став е она што се нарекува јазичен пуризам, бидејќи постојат луѓе на другата крајност кои што се што не го сметаат за изворно македонско или словенско во јазикот, го ставаат во ист кош и го отфрлаат како не македонско. Сепак, заклучокот е дека здрав однос кон мајчиниот јазик е една златна средина помеѓу овие крајности, бидејќи од една страна треба да сме свесни дека земките од туѓо потекло се често неопходни во еден јазик и се едноставно природен процес и се случува кај сите јазици во светот, а од друга страна треба да сме свесни дека секој јазик има и бескраен потенцијал да може да се изрази со него се што ќе ни дојде на памет, додава Викторија.